било каква изјава, предпоставам дека е тоа изборот, дека сте посилен и помистичен кога делувате од сенка, некога се изложувате малку повеќе? Нема мистика. Овој начин на кој што ја водат политиката не е мистичен, туку е дегутантен. Овој начин треба да го отфрли целата јавност. Овој начин не смее да го прифати јавноста. Вие гледате се покри писмото, не се зборува. Опозицијата се појави, го дискутираше. Каде е интелектуалната јавност да го изанализира писмото, кој што потсеќа на писма кои што ги праќал Гебелс? Каде е јавноста која што се представува дека чита повеќе од 5 книги? Каде се универзитетските професори? Каде е интелектуалната тежина на оваа држава да се произнесе? Од што се плашат? Или токму тоа беше намерата на тоа писмо? Да создаде комплетен страв од и можеби кога ќе се пресметаат со транзиционите богаташи или профитери кои што не ги гледаат во нивните редови, кои што ги има, колку што ги има на другата страна, таму некаде кај СДСМ, ги има и во нивните редови. Има дури луѓе кои што биле таму во СДСМ, работеле доста вулгарно во таа групација, сега се уште повулгарно во оваа групација. Па вие знаете дека Владко Ѓорчев се сликаше пред куќите на тие транзициони богаташи, повикувајќи на една социјална левичарска револуција, а денеска тоа не го прави пред куќите и становите кои што ги стекна неговите сопартици во последните 3 години. Тоа е лицемерие. Тоа не е начин на кој што се води политика. Возачите, бодигардите и знаете останалите. како? Тоа треба да се исмее. Но тоа треба човек да му се насмее со презир. Меѓутоа, каде се тие што имаат тежина тоа да го направат? Кога тоа би го правеле на јавна... Може би одат на дебати на Павел Шаф. Кога тоа би го правеле на јавна сцена, искрено, кругот во кој што верувам дека сочувал својата интелектуална кондиција, ризикува да му биде залепена етикетата дека се обидува да го спаси Бранко Црвенковски од етикетите на единствениот транзиционен политичар кој што решил Никола Груевски со него да се пресмета до крај. Или дека јазикот со кој што е напишано писмото всушност е толку многу грд и не остава простор за било каква интелектуална расправа, размисла. Па добро, може би така си го отвори, не може би, јас тоа го знам, така си го отвори патот Хитлер во нацистичка Германија. Они упорно ја билда групата на пратеници во парламентот и насилно предизвикуваа нов круг на избори, за се повеќе да го освојува тој парламент. Нешто слично што и денеска се заговара и планира, облекувајќи се во униформи за да ја покажат својата моќ. Ме прашувате за господинот Бранко Црвенковски. Јас лично мислам дека е тоа човек кој што не може да го победи Груевски. Јас лично мислам дека е тоа човек кој што не може да го совлада својот инат и своето его, дека бил поразен и дека представува една помината матрица. Тој човек со неговото присуство на политичката сцена му годи на Груевски и му врши работа. Оти не е сериозно предизвикан Груевски од тој човек. Така што интелектуалците не треба се плашат да го кажат својот став, инаку ќе завршиме во некоја длабока депресија или можеби на крај ќе се доведеме во ситуација како која се судира јуришниците на Милошевиќ во Белград со цивилизираните и културни белграѓани. Одлучувате да му се приклучите на Љубе Бошковски во ситуација кога тоа е јавно најпроскрибираната личност. Јас би рекла кога сите покажуваат со прст братот има политичка сида, Филип Петровски седнува и пишува текст и вели: пријатели, јас одам од ВМРО ДПМН, книшката не ви ја враќам, одам привремено на некоја друга работа под фирмата ОМ за да ја вратам ВМРО ДПМН назад. Предпоставувам кога овие останатите во ДПМН ќе отпаднат. Зошто во ваков момент кај Бошковски ве немаше од основањето? Јас сум личен пријател со него долго време и една работа знам дека не е предавник. Искрено кажано, не бев многу заинтересиран во последно време за политика, оти уморен сум. Од се она што го има на македонската политичка сцена ми е дојдено преку глава. Да се расправам со луѓе кои што се спремни на монструозни завери, на луѓе кои што се спремни да ви ги следат комуникациите, на луѓе кои што се спремни да ви се закануваат, од кои што патем не се плашам,
Но за да ја губам енергијата на нив, кога можам многу поубави работи да работам, да си пишам колумни, да пишам книги, да предавам на студенти, да си седам дома да си гледам некој убав филм. Меѓутоа, залетот на монструозноста, на франкештајновската творба, која што се раѓа пред нас, која што се крпи, како што го крпи ликот Мери Шели, не се поднесува. Ова не се поднесува од проста причина што вие гледате дека се случува масакар во кој што се инволвирани ликови кои што немаат интелектуален кредибилитет, кои што сами кажуваат дека се платени толку или волку, кои што возат нови джипови, се фалат со нови станови, кои што немаат никаков демократски капацитет, кои што снимката која што ја пуштаат, ја сецираат за политичка цел ликвидација. Истиот случај го даваат и го вртат на македонската телевизија со јавен повик на линч и не дај Боже нешто полошо. Тоа е неподносливо. И ќе го мотивира секој чесен човек да каже: чекајте бе луѓе, доста е. Доста е.